Исто време, исто место, но сосема различни информации во Дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Се санираат плочките и скалите на двата градски плоштади. Утре ќе се одржи манифестацијата Рома Труба Фест. Советниците го изгласаа статутот на Куманово план. Нов лик ќе добијат двата градски плоштади. Градежна екипа од денеска започна да работи на малиот плоштад кај Центарот за култура. Предвидена е санација на скалите, плочките, фонтаните, како и поставување нова урбана опрема. Повеќе во следниот прилог. Почна реконструкцијата на двата градски плоштади. Градежна екипа од денеска работи на малиот плоштад кој се наоѓа пред Центарот за култура. Со санацијата е предвидено да се уредат фонтаните, да се заменат оштетените плочки и сливните постоечки решетки, како и да се уредат скалите. На двата плоштади веќе е поставена и нова урбана опрема, со што граѓаните добија нови клупи и корпи за отпадоци. Кумановци ја поздравуваат иницијативата нов лик да добие централното градско подрачје. Треба да заличи на прав град, пошто сме најголема општина во Македонија, а немаме плоштад како што треба. Сметам дека градоначалникот тоа ќе го среди. За поздравување одлуката и да се одржува нормално од сите граѓани заеднички. Џабе ако се направи, а да не се одржува. Треба плоштади да заличат, да се поправат степенице, бекатон, плочки и тие други работи. Да, гледам фонтаните се работат, тоа е убаво за градот и се окей да види. Веќе се поставени некои клупи, недостасуваат ли уште? Има недостасува, треба да се стави још секој, да седне луѓе кои одат такој, да се одмори, стари луѓе, пензионери. Добро е што ќе се ствари. Па добро е, убаво тој. Значи, мисли градоначалник нешто, да смени, да преуреди, така да биде убаво, позитивно. Градежните активности се одвиваат етапно, најпрви на малиот, а потоа и на големиот плоштад. За оваа намена општината распиша тендер кој по завршената постапка го доби фирмата Билдинг. Реконструкцијата ќе чини околу 1,5 милиони денари. 8 дувачки оркестри и пејачи ќе настапат на 13-тите дувачки средби на оркестри од Република Македонија. Рома Труба Фест 2018. Манифестацијата е во организација на ансамблот на народни ромски игри и песни Рушит Шакер, а под подкровилство на општина Куманово и Министерството за култура. Рома Труба Фест ќе се одржи утре вечер на градскиот плоштад со почеток во 19 часот и 30 минути. На градскиот плоштад утре вечер ќе се одржат 13-тите дувачки средби на оркестри од Република Македонија Рома Труба Фест 2018, најавија на денешната пресконференција надлежните од секторот за култура на општина Куманово и организаторот на фестивалот ансамблот на народни ромски игри и песни Рушит Шакер. Годинава публиката ќе има можност да проследи настапи на 8 дувачки оркестри и пејачи од Македонија и соседна Република Србија. Според председателот на Рушит Шакер Самет Салиевски, звезда на вечерта ќе биде пејачката Стојне Николова, која ќе ги отвори дувачките средби со химната на ромите Джелем Джелем, а ќе настапи и Ристе Ристевски, учесник на Звездите на Грант. За прв пат ќе имаме нешто ново, ќе ни биде гостин од Битола, Тони Димитровски, ќе биде нешто ново на Рома Труба Фест. Како и секој година, уметнички директор е Феруз Мустафов, Кинг, кралот на ромската музика. Ова година ќе имаме 5 оркестри од страна од Србија, гости. Сите на свој начин се победници на некои од настапите пред квалификација на Гуча. Тоа е Кристијан Трајковиќ, победник на Власничко лето 2018, Владимир Ивановиќ, прва труба на Лесковац, Елвис Девид Бајрамовиќ, најбор изворна песна во Гуча, Мартин Саливиќ, прва труба за млади. Исто така со нас е и Кристијан Трајковиќ. Да кажам дека за прв пат ова година ќе биде и оркестарот Бугарија, Брес Банд, кој на наше задоволство ќе биде дел од нашиот фестивал. Да спомнам дека посебен акцент ќе ставам на оркестарот Џан Багушев, кој ќе има свој концерт од сат и 20 минути.
Фестивалот се одржува една вечер и ќе биде од ревијален карактер. Салиевски најавува дека до година на прославата на 500 години Куманово, фестивалот ќе трае најмалку 2 дена со многу придружни манифестации. Сум задоволен од сите подготовките на фестивалот. Морам да кажам дека и самата локална самоуправа даде голем придонес во организацијата, и кабинетот на општина Куманово, и исто така да кажам дека и самите учесници кои што беа поканети се високо и квалитетни дувачки оркестри. Очекувам публиката на град Куманово да дојде да го посети фестивалот. Секоја година некако има поголем интерес на самата манифестација. Рома Труба Фест 2018 се одржува со подршка на општина Куманово и Министерството за култура. Меѓународниот фестивал на дувачки оркестри ќе започне во 19 часот и 30 минути. Околу 40 дела се создадени на меѓународната ликовна колонија Карпино, која последниве години традиционално се одржува во комплексот Грација. На колонијата учествуваа 15 уметници од Србија, Германија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Украина и Македонија. Уметниците годинава творија на слободна тема, најчесто во класични техники, акрил и масло на платно, колажи и комбинирана, а преовладуваат мотивите од местата кои што уметниците ги посетиле. Карпинскиот манастир, Зебрњак, манастирот Свети Ѓорги во Староногоричане, меморијалниот центар Асном во Пелинце. Последната вечер на колонијата беше посветена на кумановскиот актер и уметник Драгиша Димитриевски Шипе. Учесниците на колонијата има можност да проследат изложба на слики и на фотографии, книжевна и поетска вечер и настапи на музичари. Делата од колонијата ќе бидат изложени пред јавноста на денот на градот 11 ноември. Колонијата се одржува под покровилство на општина Куманово и спонзори. Статутот на новото јавно предпријатие за просторно и урбанистичко планирање Куманово план ги скара советниците од власта и опозицијата на 14-та седница на Советот на општина Куманово. За опозицијата спорни беа членовите за одговорност на надлежните лица, додека пак власта тврдеше дека е се според законите како и за останатите јавни предпријатија. Статутот на новото јавно предпријатие Куманово план, кое е во фаза на формирање, ги скара власта и опозицијата на последната седница на Советот на општината. За советниците од опозицијата, предводена од Коалицијата за подобра Македонија, спорен беше членот 38 од предложениот статут, кој вели дека директорот е одговорен за резултатите од работењето и спроведувањето на предпријатието. Како што рече советникот Мирослав Тричковиќ, членот е прекраток и изрази сомнежи дека може да доведе до злоупотреби. Мислим да е ово и сувише кратка формулација, да мора да биде sastavni deo, dakle prema kom zakonu se utvrđuje odgovornost. Dakle, da li je to zakon o radnim odnosima, kolektivnim dogovorima ili najvažnije da li je prema krivičnom zakoniku ili zakonu o trgovskim društvima. Ne može da ovaj član bude bez tog dela. Ova materija je regulisana zakonom o javnim preduzećima, dakle njegov član 24 decidno, znači i vrlo opširno reguliše ovu materiju. A ovde je stavljena samo jedna rečenica. Ako uporedimo ovaj status sa statutima drugih javnih preduzeća, bilo kog drugog javnog preduzeća u Makedoniji, lako se može utvrditi da je ovde napravljen propust i da se ovo mora opširnije regulisati. Ja ne znam da li je ovo namerno ili ne napravljeno, ali bojim se da ovde može da ima далекосежна реперкусија. Идниот директор на оваа ново јавно предпријатие Горан Митевски во своето долго образложение посочи дека надлежните одговараат според сите закони, без разлика дали тоа детално или со една реченица е напишано во самиот статут.
Одговорностите на одговорните лица е со закон дефинирано. И со една реченица кога се кажува и советникот кога дава заклетва овдека или свечена обврска, вика ќе го почитувам уставот и законите на Република Македонија. Не дава децидно обврска дека ќе ги почитува работите во така и така со 10 подточки. Така да ова што е напишано е во склад со законот, правниците кои што го имаат консултирано и погледано и кажале дека е во склад со законот за јавни предпријатија и процедурата е во целост испочитување и овој статут е донесен на управен одбор. Исто така и комисијата се изјасни позитивно. Сепак за советникот Зоран Петрушевски спорни беа и другите членови според кои менаџерот на ЈП Куманово план ќе одговора пред градоначалникот за своето работење и дека на секои 6 месеци е должен да доставува извештај за работењето до управниот одбор, што како што рече не е случај со другите јавни предпријатија кои редовно доставуваат извештаи до советот. Ова фирма ќе биде конкурент на еден куп приватни фирми што работат иста дејност. И како на тоа ќе и што ќе правиме ние, само пари ќе даваме за работа, ќе глумиме нешто нарачки на одредена работа за да живее ова јавно предпријатие. За тоа ли ние? Главната работа е да си ова бар предпријатие не е нужно, не е за вода. Ова предпријатие е едно што ќе се конкурира со милион други приватни. Сме живеели без него и ќе живееме понатаму и не знам, 2-3 општини имаат голема работа. Така да, немојте да не карате, извинете ако некогаш со нешто сме ве повредиле, работете, уживајте во вашата работа, тука е се граѓаните, сите недостатоци да ги платат. Како што додаде Горан Митевски, идниот директор на ЈП Куманово план, за 40 на дена се очекува да се донесе нов закон за просторно и урбанистичко планирање и општините со над 80.000 жители ќе имаат обврска да формираат вакви јавни предпријатија. Воедно, како што посочи, многу е поисплатливо од ангажирањето на надворешни компании на кои нема да им бидат конкуренти затоа што нема да излегуваат на пазарот, туку ќе работат само за потребите на општината, а предпријатието ќе работи на урбанистичкиот план кој му недостасува на градот. Се сведувало на активности за некои парцијални измени, интервенции. Значи, немало интерес или немало кој да најде начин да финансира, да изработи некој урбанистички план за поголема површина, за местна заедница, за урбан блок. Така да, ова е правецот кој што треба да се посматра. Исправниот дел на ова предпријатие кое што ќе допринесе за Куманово да едноставно сосема на друг начин се посматра. Се соочуваме со сообраќаен хаос, се соочуваме со проблеми во функционирање на градот. А тоа треба некој да размислува, да изнајде решение и да предложи пред вас на совет како да се решаваат тие проблеми. Така да не би требало вие советници да ги посматрате како некое страно тело ова јавно предпријатие, туку тело кое што ќе ви биде стручно, консултантско, ќе ви даде од соодветни решенија на сите овие проблеми кои што вашите гласачи ви имат гласано, дали се 10, дали се 15.000 и така натаму. И покрај забелешките и противењето на опозицијата, сепак статутот беше изгласан со 18 гласови за, 8 против и 3 воздржани. Запалено возило на Табановце. Лишен од слобода Кумановец, осомничен за убиство во обид. Се дел од настаните што го одбележа вчерашниот ден. Работа имаше и за Царинската управа. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на Република Македонија, 8 септември 2018 година сабота, Денот на независноста е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Истовремено Министерството за труд и социјална политика на граѓаните во Република Македонија им го честита Денот на независноста.
Србија нема да се меша во референдумот во Македонија, рече српскиот председател Александар Вучиќ, кој додаде дека нема да го повика српското население да излезе на гласање, затоа што тоа е директно мешање во внатрешните работи на друга земја. Од друга страна, премиерот Зоран Заев истакна дека Македонија поддржува позитивно решение за проблемот со Косово. Што се однесува до референдумот, јас не сакам да се мешам во внатрешните работи на други земји. Тоа е ваше право, рече председателот на Република Србија Александар Вучиќ, одговарајќи на новинарско прашање при средбата со премиерот на Македонија Зоран Заев на граничниот премин Табановце Прешево. Не волимо да се мешаме унутрешне ствари других земјалја, али ćemo uvek pozitivno da reagujemo ako naši prijatelji, ako naši susedi se dogovaraju i ako rešavaju probleme. To su stvari protiv kojih sigurno nikada nećemo da imamo ništa. I ja mogu da kažem da li se mi radujemo ili da li smo mi zadovoljni zbog toga što će Skoplje i Atina da reše svoje probleme, sasvim sigurno da je to dobra vest i za Beograd i dobra vest i za Srbiju. На прашањето дали ќе ги повика граѓаните од српската заедница во Македонија да излезат на референдумот во септември, Вучиќ рече дека тоа би било нефер и директно мешање во внатрешноста на државата. Mislim da sve što doprinosi regionalnoj stabilnosti, a rešavanje sukoba između Skoplja i Atine svakako doprinosi regionalnoj stabilnosti, jeste od značaja i jeste od važnosti za ceo region i uveren sam da će to prosto ljudi pozdraviti. Македонија пак поддржува позитивно решение за Косово, рече Заев и додаде дека секое решение кое ќе унапреди благосостојбата на сите и ќе гарантира безбедност, мир и просперитет на целиот регион е значајна. Значајно е сите лидери овде на регионот да бидат обединети околу заедничките цели, а тоа е траен мир, регионална соработка, економски развој и членство во Европската унија. И Заев и Вучиќ го потенцираа силното пријателство и партнерство помеѓу двете земји. На новинарско прашање за евентуален договор за прекројување на границите помеѓу Србија и Косово, Вучиќ го истакна ставот дека треба да се остават србите и албанците сами да ги решаваат своите односи. Денеска на градските гробишта во Куманово беа погребани посмртните останки на долгогодишниот новинар и професор по книжевност и литература во пензија Нада Георгиевска. Таа почина во 64-та година од својот живот. Георгиевска 25 години беше дел од редакцијата на новинарско радио информативна и издавачка организација Наш весник, во чиј состав беа истоимениот инаку прв локален весник во повоената Македонија и Радио Куманово. Повозрасните кумановци со респект се сеќаваат на дневните информативно-политички емисии, стандардните кратки вести и секојдневниот дневник на телевизија Куманово. На информативната редакција, чиј активен, редовен, посветено, ангажиран и плоден новинар беше и Нада Георгиевска. Во продолжение кратките вести од Македонија. Во пресрет на референдумот закажан за 30 септември во Скопје оваа недела во посета ќе пристигнат канцеларот на Австрија Себастијан Курц, канцеларката на Германија Ангела Меркел и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Нивното пристигнување го најави премиерот Зоран Заев, кој истакна дека доаѓањето на тројцата државници е позитивен сигнал и поддршка за Македонија. Пораката на охрабрувањето вчера беше испратена и од високиот представник на Европската унија и на дворешни работи и безбедност Федерика Могерини, истакнувајќи дека Македонија треба да ги искористи можностите што ги нуди почетокот на пристапните преговори со Европската унија. Стопанската комора на Македонија и дава целосна и недвосмислена поддршка на владата за референдумот, а по завршувањето на процесите околу членството во Европската унија и НАТО очекува помирување на политичките партии и создавање уште подобри услови за развој на економијата. На денешната трибина на која присуствуваа премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Кочо Андјушев, Заев рече дека е созреано времето да се одработи за државата. Воедно порача стопанствениците да ја зграпчат новата можност за работка со Грција и Бугарија. Тој очекува раст на економијата во вториот квартал од 2,5 до 4%, а по евроатлантските интеграции и над 5%. Оценка на стопанствениците е дека изминатава година економските состојби се значително подобрени, а по евроатлантските интеграции се очекува бројките драстично да пораснат.
Министерството за образование и наука ги објави резултатите од конкурсот за прием на студенти на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Македонија за студиската 2018-2019 година за градот Скопје. По објавување на списоците, студентите имаат право на приговор во рок од 5 дена, кој се поднесува во архивата на Министерството за образование и наука со назнака до Комисијата за студентски домови за градот Скопје. Претходно МОН ги објави резултатите за Битоле Штип. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 28 степени, а минималната 13. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 26 степени, додека утринската ќе се намали до 13 степени Целзиусови. Тука е крајот и на денешниот дневник. Ви посакувам убав остаток од денот. Довидување.